Почитувана јавност, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нуди и носи одлуки и решенија за проблемите на граѓаните. ВМРО-ДПМН единствено што носи е обнова на режимот и криминалот. Граѓаните прават јасна разлика помеѓу одговорното државничко однесување на СДСМ и незрелото, деструктивно и антидржавно однесување на ВМРО-ДПМН. Со СДСМ иднината на сите нас ни е сигурна. Тоа е иднина во Европската Унија и НАТО. Иднина со повисоки плати, со стабилна економија, иднина со осигурано и стабилно здравје и здравствен систем за граѓаните. Понудата на СДСМ на овие избори е сосема јасна. Носиме план за успешно справување со последиците на корона кризата. Уште посилен економски раст, уште поодговорни институции, уште понагласен напредок, подготвуваме мерки кои обезбедуваат ред, правда и дисциплина во нашата држава. Денес нашата држава ги решава проблемите на граѓаните на брз и ефикасен начин. Државата обезбедува почитување на правдата, на законите и секако неселективност и неказнивост за за криминалот. Обезбедува еднакви шанси за сите. Додека ние носиме одлуки и решенија за проблемите на граѓаните, од друга страна е понудата на криминалната ВМРО-ДПМН, која нуди единствено обнова на режимот. Граѓаните гледаат и граѓаните знаат кој застана исправено и одговорно против коронавирусот, а кој лажеше, креваше паники и кршеше здравствени мерки и протоколи. Граѓаните гледаат и граѓаните знаат кој во време на забрани шеташе по теретани и кафани, додека здравствените работници неуморно се бореа против оваа светска здравствена, економска, хуманитарна криза. Граѓаните знаат кој носеше одлуки на отворена сцена, пред нив и со нив, а кој нема став, кој се крие, кој бега од одлуки и од одговорност. Кој не собра храброст ни да аплаудира во Македонското собрание кога се ратификуваше нашето членство во НАТО алијансата. Кој постојано се заканува за поништување на договорот од Преспа кој што гарантираше европска иднина и на граѓаните и на државата. Јавноста е сведок кој носи антикризни мерки за помош на работниците, за помош на економијата, а кој по налог на Мицкоски од Белиот дворец на ВМРО-ДПМН блокира средства од 90 милиони евра од Светска банка наменет за справување со здравствената криза. Јасно е, почитувани граѓани, СДСМ носи сојузници, ВМРО-ДПМН носи непријатели. СДСМ нуди кадри кои државата ја водат на прав пат. ВМРО-ДПМН нуди истрошени кадри на Никола Груевски. Затоа, на 15 јули, граѓаните ќе го казнат незрелото, неодговорно и опасно однесување на ВМРО-ДПМН. На 15 јули граѓаните ќе одберат интеграција наместо изолација. Ќе одберат мир наместо конфликти. Ќе одберат неселективна правда наместо сваровски судства. Ќе одберат едно општество за сите наместо поделби. На 15 јули граѓаните ќе одберат да продолжиме по вистинскиот, по правиот пат и нема да дозволат со сигурност обнова на режимот. Ви благодарам, а сега доколку има прашања, ве молам да ги поставите.
Благодарам. Значи, дали имате во план, во агенда дебатни емисии? Би рекол како партија, но и како човек. Посветуваме особено внимание на медиумите, на новинарите, на новинарската фела, на почитување на слободата на говорот. Од тој аспект, покрај тоа што најавуваме дебатни емисии во локалните, регионалните, националните телевизии, медиуми, тука ги ставам секако и порталите, еве ја користам оваа прилика да ви најавам еден новитет кој што во моментот го координирам како кандидат за пратеник со општинскиот изборен штаб на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија овде во Струмица. Планираме за многу кус срок да организираме еден бриф маратон што ќе биде за прв пат можеби во државата, на кој што брифинг со вас новинарите, медиумите, порталите овде од регионот, мислам од Радовиш па до Јевгелија, ќе имате можност пред мене 120 минути да поставувате прашања околу платформата која што ја нудиме, околу мојот статус како кандидат за пратеник од 4-та изборна единица, односно од Струмица. Ке можете буквално да поставите секој едно прашање кое што верувам дека граѓаните го доставуваат до вас, затоа што оваа кампања, покрај другите кампањи кои што сме ги имале, но посебно оваа кампања, филтерот до кој што можеме да допреме како кандидати, како политички партии кои што нудат или од другата страна не нудат никакви платформи, ќе имате можност директно, сето тоа ќе се пренесува на мојот фанпејдж и ќе оди во живо, секако ќе биде запазена минутажата на вашите медиуми со должно почитување, но ќе имаме можност 120 минути со мене како кандидат за прашања, за пратеник, да ми ги поставите сите прашања кои што ќе ви дојдат од граѓаните. Тоа е новитет, тоа е транспарентноста која што ја нуди СДСМ, но тоа говори за односот мој кон вас, медиумите, кон вас новинарите, и се надевам дека сите политички партии, одговорни и проевропски партии, треба да го следат овој пример. Ви благодарам.